За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Учениците од средното образование, матурантите го продолжуваат бојкотот на наставата, никако да најдат некакво заедничко разбирање со Министерството за образование и наука. Во секој случај, денеска сме четврток, не бевте гости во вторникот. Има ли нешто ново во она што се случува околу бојкотирањето на наставата? 5 училишта во Прилеп, од средните училишта 5, верувам дека имаат околу 300 ученици, матуранти. Дали сите го прифаќаат бојкотот? Како е? Само да представам, Марио и Ангела не се тука, представници на Сојузот на средношколци, кои што ги представуваат матурантите од Прилеп. Повелете. Благодарам за можноста повторно да скажеме во вашето радио. Исто ви се заблагодарувам. Би преминал на прашањето. Ситуацијата со бојкотот во Прилеп, како и во целата држава, продолжува. Учениците повторно, како и минатиот пат кога нагласивме, и денеска не се уклучени на наставата, односно на часовите. Со тоа можеме да кажеме дека бојкотот успешно продолжува да трае, иако нели досега помина одредена временска дистанца од почетокот. Имаме промени што се однесува до одлуките за дејствување на Сојузот, до понатамошните чекори кои што ќе ги превзема Сојузот и до сите оние работи кои што следуваат со тие чекори, организација и сето тоа. Конкретно можам да кажам во овој момент дека вечерва имаме закажана пресконференција на претседателот на Сојузот Бленди Ходај, во која што тој ќе се обрати до сите средношколци пред Министерството за образование и наука и до сите медиуми, каде што ќе ги сподели детално сите информации на ниво на држава. Исто така, од Сојузот на средношколци е изготвена петиција која што беше пуштена вчера и во овој момент активно е потпишувањето на петицијата преку интернет. Така да можам да кажам дека петицијата успешно се спроведува. Целта на таа петиција е да се испрати до Парламентот на Република Северна Македонија, до претседателот Талат Џафери и до сите пратеници во парламентот. Исто така, ние продолживме да се обидуваме да оствариме контакт со Министерството за образование и наука, со Министерката, со Државната изборна комисија, но за сега, како и минатиот пат, тие обиди се неуспешни да го стапиме во контакт. Но тоа не ги спречува учениците да продолжат со нивниот бојкот. Процентот на излезеност на бојкотот вчера беше 71%, додека во претходниве денови ги имаме од четвртокот со 78%, петокот 71%, понеделникот 75%, вторникот 69%, вчера 71% и денеска очекуваме околу 75% излезеност на бојкотот на ниво на држава. Додека во Прилеп ситуацијата е следна, од сите 5 средни училишта можеме да кажеме дека имаме околу 95% излезеност на бојкот од страна матурантите. Дали се поделени ставовите на учениците, на матурантите, дали се поделени и колку ве поддржуваат професорите и раководителите на средните училишта? Каква е ситуацијата? Како се соочувате со сето тоа? Конкретно за Прилеп, нас матурантите не поддржуваат и апла по тоа се приклучени во самиот бојкот. Изминативе неколку дена, сите, како што беше претходно, сите 5 средни училишта беа вклучени во самиот бојкот. И денеска имам информации дека
гимназијата Мирче Ацев и Средното општинско училиште Ѓорче Петров, сите класови се на бојкот, а додека во Средното училиште Орде Чопела 4 класа се вклучени на бојкот, додека 3 не се. Во Кузман Јосифовски Пету имаме 3 класа кои што се вклучени, а 2 кои што не се. И во овие кои што не се вклучени има деца пола-пола се некако класовите кои што се и кои што не се. Во Средното општинско училиште Ристе Скиричко имаме 6 класа кои што се активно вклучени и 1 клас кој што се пола-пола. 076 802 595 е нашиот телефон за сите оние кои што сакаат нешто да ве прашаат. Вклучуваме и матуранти, вклучуваме и професори, вклучуваме и родители, сите оние кои што имаат храброст нешто да ве прашаат. Но следното моје прашање е, ајде да повториме, зошто бојкотирате? Може? Причините на овој бојкот, како што кажавме минатиот пат, се јасно истакнати, јавно објавени, за да може да ги види секој граѓанин на Република Северна Македонија, а причините за бојкотот се следниве. Првенствено, мора да се напомене тоа дека учениците во 4-та година, односно матурантите од лани, од март, од 10 март, од прилика околу тој период, до крајот, до 10 јуни, нема никаква настава. Тоа е можеби и една од основните причини. Исто така, учениците на онлайн наставата која што во овој момент ја изведуваат, се изведува со одредени попречености поради технички проблеми, поради неможноста да се оствари контакт, нема секои услови и тоа со тоа имаат учениците голем проблем. Исто така и тоа е една од причините. Во причините го имаме и ветувањето на Министерката за образование и наука да ја скрати програмата за полагање на државна матура по сите предмети, додека тоа не беше остварено од нејзина страна, иако тоа беше на некој начин ветено пред јавноста и ветено на сите средношколци. Со конечно донесена одлука, скратена е програма само по 4 предмети, како што кажавме минатиот пат: македонски јазик и литература, хемија, физика и географија. Доколку некој полага биологија, доколку некој полага филозофија, доколку некој полага социологија или било кој друг предмет, нема никаква скратена програма, иако лани немал настава од март до јуни, иако годинава наставата се сведува на некое ниво кое што ниво кое што во овој момент че успешност во овој момент е дискутабилна. Исто така би сакал да го напоменам и тоа дека сите ученици кои што во овој момент бојкотираат, го поддржуваат Сојузот и да бидеме јасни, ние никого не тераме да бојкотира. Ова е слободна волја на учениците да се изборат за нивните ставови. Како што ние се бориме и го презентираме ставот на средношколците во Прилеп, 4-та година, така и низ другите градови, така и низ цела држава се случува ситуацијата. И исто така само кратко би сакал да го напоменам и фондот на часови, кој што оваа година за разлика од претходните години на матурантите им е скратен. Мислам дека и на другите ученици, иако тоа го немам проверено, но на матурантите фондот на часови им е скратен. И мора да се напомени и тоа дека оваа учебна година почна 1 месец подоцна од предвиденото или од тоа што го налага законот. Нели учебната година да почне од 1 септември, оваа година го имавме почетокот во октомври. Сметам дека овие причини кои што досега ги наведов се доволно јасни и доволно легитимни за да се стави до знаење зошто учениците во овој момент ја бојкотираат наставата. Како што е напоменато од страна на Сојузот, би сакал и јас да напоменам во моје лично име, во името на Ангела и во името на сите оние кои што нас не избрале да ги представуваме. Овој бојкот нема никаква намера тенденциозна да навреди или да посочи на некои професори или директори дека не ја вршат нивната работа или дека учениците имаат нешто против професорите или директорите. Бојкотот е само барање да ни се скрати државната матура. Ние живееме во услови на кризна состојба, прогласена од председателот на Републиката. Не живееме во нормални услови, државата, тоест светот се наоѓа во пандемија, а учениците во Македонија ќе полагаат целосна матура.
Додека во другите држави имаме големи промени и нели ние сме тие кои што се огледаат на Европа во се, па можеме и овај пат, бидејќи тоа е нашата цел. Во Европа моментално во голем број од државите државната матура е скратена или откажана после векови. Така да, еве можеме да помениме некои од државите: Обединетото кралство, Белгија, Данска, Шведска, Холандија. Исто така имаме Франција, иначе ние овој пример го зедовме од францускиот модел на полагање на државна матура за оваа година во услови на пандемија, како учениците ќе полагаат таму матура. Исто така имаме ситуацијата еве со еден од нашите соседи во Србија, каде што матурата е целосно укината. Таму учениците средношколци во 4-та година имаа петиција која што стаса до Министерството за образование и наука, до владата, до парламентот, и матурата им беше откажана. Така да можам да кажам дека сите овие причини заедно го оправдуваат целосно нашиот бојкот. Ние ќе се обидиме да вклучиме еден од директорите на средните училишта во нашиот град, па одиме малку со музика и продолжуваме понатаки со разговорот што ќе направат средношколците, дали ќе продолжат со својот бојкот или пак едноставно ќе ги прифатат условите кои што ги налага Министерството за образование и наука. Остани да ти кажем нешто још. Остани, овај дан е био лош. Остани да не будем више сам, jer je tuga sve što znam. Pričaj mi, makar bajke bile to. Pričaj mi, ti ćeš otjerati zlo. Pričaj mi, nek me umire na čas tvoje ruke i tvoj glas. Ti si jedina od svih koja dođe kada treba. Ti si sunce moga neba, tebi mogu reći sve. Ti si jedina od svih koja tajne moje čuva. Ти си моја љубав прва. Го имаме на линија директорот на гимназијата Мирчеацев, Димче Настовски. Добар ден, убав ден. Зборуваме со средношколците за нивниот бојкот. Како е се размислувањата на директорите од средните училишта, односно вашиот став? Дали се слушаме со директорот? Pričaj mi, makar bajke bile to. Pričaj mi, ti ćeš otjerati zlo. Pričaj mi, nek me umire na čas tvoje ruke i tvoj glas. Ti si jedina od svih koja dođe kada treba. Ti si sunce moga neba, tebi mogu reći sve. Ostani, pričaj mi. Ti si jedina od svih koja dođe kada treba. Ti si sunce moga neba, tebi mogu reći sve. Ti si jedina od svih koja tajne moje čuva. Ti si moja ljubav prva.
имаме директорот на гимназијата Мирче Ацев Диме Настевски. Здраво, добар ден. Зборуваме со средношколците за она што се случува во рамките на поврзаноста со бојкотот на матурантите. Каков е ставот на гимназијата Мирче Ацев? Како е вашиот став како раководител на гимназијата? Добар ден, прво да ве поздравам вас и вашите гости, да ви посакам успешна емисија и се надевам дека ќе дојде некако до разјаснување на определени работи кои што остануваат некако да висат во воздух. Вие сте првиот медиум кој што побарал информација во врска со ситуацијата со матурантите и затоа уште една благодарност за да може на одреден начин да се слушнат двете страни. Гледано од аспект на бојкотот на учениците од средните училишта во врска со државната матура, можам да кажам дека законски секој ученик е должен да полага матура. Тоа е регулирано во член 42 и 43 од Законот за средно образование, каде што ученикот бира дали, и истото е и во член 35, 34, 35, 36, 37, 38, каде што се дадени нападствијата, односно одредбите од законот за полагање на државна или училишна матура или во средните стручни завршен испит. Според законот, школувањето во средно образование е задолжително, но изборот како ќе го заврши ученикот средното образование е доброволно. Дали сака да го заврши со државна матура, сака да го заврши со училишна матура или во средните стручни училишта со завршен испит. Тоа се прави со изјаснување на учениците, со пријавување пред почетокот на новата календарска година, односно во месец декември, каде што секој ученик доброволно потполнува пријава, каде што се изјаснува кој тип на матура сака да го заврши образованието. Кај нас во гимназијата сите ученици се изјаснија за државна матура и тие се должни да го направат тој чин на полагање. Во член 38 од законот е децидно нагласено на кој начин да се полага. Став 2 пишува начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во државна матура, училишна матура и завршниот испит. Од став 1 овој член се уредуваат со концепција за државна матура, училишна матура, завршен испит во јавното средно образование и со посебен пропис што го донесува министерот. Следниот став 3 вика концепцијата за државна матура во јавното средно образование на предлог на Државниот матурски одбор ја донесува министерот. И учениците кога се пријавуваја за државна матура, го знае овој концепт на државна матура и тие доброволно се пријавија за државната матура да полагаат спрема сегашниот концепт. Што гледано од законска гледна точка не може да се менува од концептот на државната матура и тоа е уредено со правилникот за полагање на државна матура кој што го донесува министерот. Дали барањата на средношколците се оправдани или неоправдани, тоа е едно прашање за поширока дискусија. Треба да се најде некоја средина помеѓу барањата на учениците од една страна и министерот за образование, но сепак најлош дел од ова сето е тоа што учениците се одлучија за бојкот. Спрема член 41 од законот од поглавието ученици кажува кој се може да го има статусот на ученик, а во член 44 од истиот закон став 1 алинеја 4 гласи дека статусот на редовен ученик во јавното училиште престанува ако ученикот неоправдано не ја посетува наставата континуирано 25 наставни денови во текот на наставната година.
Тоа е една од последиците кои што може да се јави од непосетувањето на наставата, а исто така во однос на законските одредби имаме и тоа дека во кои ситуации ученикот може да има определени консеквенции ако тоа е направи повеќе од 25 неоправдани изостаноци, се изрекува педагошка мерка одстранување на ученикот од училиштето без право на запишување во друго училиште. Второто е ако ученикот во текот на годината направи повеќе од 200 изостаноци оправдани или неоправдани, се упатува на класен испит на годината. И третото е ако по определен предмет ученикот не посетувал 1/3 од наставните часови, исто така се упатува на испит на годината. Значи, учениците мора да ги имаат во предвид овие законски одредби при своите одлуки кои што ги донесуваат, бидејќи повеќето од нив се полнолетни и мора да размислат за она што е законска обврска. Јас се надевам дека ќе надвладее разумот и дека ќе се дојде до некое компромисно решение, затоа што не е логички, не е човечки една цела генерација на матуранти да се доведе во една ситуација на губење на годината, но при тоа средношколците треба да бараат и други начини за остварување на своите цели, не само бојкотот на наставата, бидејќи тоа е крајно изразување, екстремно изразување на своето незадоволство. Треба, мислам, да се седни повеќе да се разговара, за да може да се најде некое заедничко излезно решение. Директоре, дали започна во вашето училиште да се пишуваат изостанци во дневниците на учениците кои што не присуствуваат на настава? Ние, бидејќи сме во постојан контакт со ученичкиот парламент, со председателот на ученичкиот парламент, кој што мислам дека вие... Да, денеска е гостин во студиото и го слуша разговорот. Се уште моментално ние само ставаме во забелешка дека не се одржани часовите, со тоа што ако дојде до компромис, ние ќе направиме додатен распоред со цел да се одржат изгубените часови во договор со предметните наставници, за да не трпат учениците, но тоа може да биде само ако биде во рамките на ова што досега го читав како одредби од законот. Што значи дека се уште постои можност и време да се направи тој компромис и да може да тече редовно наставата. Дали негативно ќе се рефлектира на знаењето на матурантите сето ова што се случува, бидејќи отсуствува прилично доста, 10 дена чинам дека се отсутни? Не, некаде 7 до 8 дена отсуството. Денески е 6-тиот ден, бидејќи 2 дена беа минатата недела работни и 4 ова 6 дена. Секое отсуство негативно влие врз квалитетот на добиеното знаење, на квантумот на знаење, но реков со добра волја сето тоа може да се надокнади, не е толку страшно за да не може да се надокнади, но нормално ќе влие и целокупната оваа состојба на учениците, на нас професорите, на училиштето и комплет на целокупната состојба во образованието. Јас апелирам и до средношколците да размислат уште еднаш за како ќе ги остварат своите права и дали ова е единствениот начин за остварување на правата. Мислам дека тие се сите зрели личности, реков полнолетни, одговорни, самите си одлучуваат за својата иднина на кој начин. Дециден ставот е не само во нашата држава, него и во државите во кои што не обкружуваат и во државите од Европската унија дека оваа година нема да се дозволи упис на универзитетите ако не се полага државна матура. Ова е посебно карактеристично за нашите ученици од гимназија, бидејќи над 90% од нашите ученици го продолжуваат школувањето на високообразовните институции, дали во нашата држава, дали надвор од нашата држава, и државната матура му е неопходна. Ви благодарам за сите овие исцрпни информации, ви благодарам што бевте дел од оваа емисија. Јас благодарам, дури ако има некое прашање од вашите гости, спремен сум да одговорам.
Да, повели Марија. Не би го прашал ништо директору, само би му се заблагодарил во името на учениците во гимназија и во името на Сојузот во Прилеп за неговата соработка со нас, како што и самиот напомена, јас сум секој ден во контакт со него и сметам дека треба да биде пример како директорите соработуваат со своите ученици. Директорот на гимназија, односно мојот директор на моето училиште, може би е единствениот директор во овој град кој што со своите ученици првенствено е пријател, а потоа и директор. Ви благодарам уште еднаш што ни бевте гостин и ние го продолжиме разговорот со средношколците да ги чуеме и нивните ставови, дали имаат некаков план Б, дали ќе го прифатат ова што вие го кажавте. По секој случај голем придонес за емисијата и за размислувањето на средношколците. Благодарам што ни бевте гостин на нас. Можеме ли? Продолжуваме со емисијата. Рековме тука наши гости се представниците од Сојузот на средношколци на Прилеп, Марио Велковски и Ангела Кочовска, со која што би го продолжиле разговорот што ако почнат да ги пременуваат мерките што ги кажа директорот. Имате ли некаков план Б или пак кои се вашите размислувања? Морам да ја прашам и Ангела, бидејќи таа учи во друго средно училиште, дали кај неа започнаа некакви притисоци од страна на професорите, од страна на раководните лица за тоа да учениците го престана со бојкотот, бидејќи ако започне запишувањето, значи и ако имате голем број на изостанци, сигурно ќе се преземат и некои мерки против учениците. Како планирате понатаму да продолжите? Рековте дека вечерва ќе има некакви заклучоци од страна на Средношколскиот сојуз на Македонија, генерално на цела Македонија, но сигурно дека и вие имате одредени сознанија што ќе се случува понатаки. Да. Се многу прашања во едно, но добро е да го слушниме, да, размислувањето. Најпрвин, она што министерката го изјави на својата официјална страна, таа ја напиша дека бојкотот е неоправдан, а секој изгубен час според закон треба да се надомести. Значи, надоместување и пишување на неоправдани се две различни нешта. Затоа сите притисоци од органите во едно училиште кои што ги му притискаат на децата дека ќе им напишат неоправдани или ќе завршат на класен испит не се точни, бидејќи самата министерка напиша дека треба изостаноците да се надоместат, тоест изгубените часови да се надоместа. На кој начин тие подоцна ќе се надоместа е сето во договор со учениците и директорите, исто како што напомена и директорот на гимназијата, дека ќе се направи кај нив некој дополнителен распоред, така да очекувам иста таква некоја комуникација и со другите директори во сите останати 4 средни училишта. Искрено, еве како амбасадор на Сојузот во Прилеп, од најразлични ученици, од сите останати 4 средни училишта, добив информација дека се врши одреден притисок врз учениците, дека поготово се врши на тие кои што веќе се избрале класен испит за вршување, дека нив државната матура не му била од корист, дека тие првично не ја избрале државната матура и сега не би требало тие да ни се приклучат нас како исто ученици во 4-та година матуранти, дека како последна година не требало да имаат изостаноци, дека ќе бидели избркани од училиште и така натаму, многу дискутабилни информации. Имавме информација дека во неколку средни училишта последниве 2-3 дена е повикана вонредна родителска средба со родителите, додека во едно училиште е повикана и се повикани 2 вонредни родителски средби. Зошто се повикани тие вонредни родителски средби, може да кажат само директорите, бидејќи нели тие ги повикуваат па се реализираат преку класните раководители. Исто така се врши притисок и на родителите да ги притискаат своите деца да прекинат со бојкотот, бидејќи не било оправдан, ќе се пишувале изостаноци, но јас ги поттикнувам во овој момент
директно му се обраќам на сите средношколци матуранти да не дозволат да бидат изманипулирани од органите во нивното училиште, дека ќе се пишуваат неоправдани. Во ниту еден закон, еве според министерката што кажа, не треба да се пишуваат неоправдани, туку треба да се надоместат истите часови, дали тоа ќе биде после часови, ќе се држат дополнителни 8-9 часови или истите тие часови ќе се реализираат во сабота, не знам, тоа сето останува во договор на самите ученици и на директорите на истите тие училишта. Благодарност до сите професори и директори кои што не поддржуваат во овој момент, би сакале да ги предупредим истите тие кои што не поддржуваат индиректно, дали своеволно или претходно иницијатирани од некој повисок орган, да престанат со притисоците, бидејќи истите тие притисоци навистина одат до Бленди и Бленди ги пријавува во Народниот правобранител и во Хелсиншкиот комитет, па тие од тука се преземаат и други, нели, чекори перани. Значи сакате да кажете дека имате и докази дека има притисоци врз учениците или пак врз Да, на родителите ниво на за да ги... Македонија има докази. Да, има на ниво на Македонија и во Прилеп имаме одредени докази кои што нормално јавно нема да бидат споделени, бидејќи се пријавени како анонимни. И исто како анонимни ќе бидат и испратени до надлежните органи. Да, само морам да нагласам дека ние како амбасадори во Прилеп немаме никаква надлежност поврзано со тие пријави, да, сето оди во тоа. одборот на Сојузот. Има извршен одбор во Скопје кој што го работи тоа, така да преку нас тие работи во моментов не се одвива. Има ли ученици кои што не ги знаат ни точно причините за бојкот? Има ли ученици кои што сакаат само да губат часови заради да губат часови? Какви се вашите сознанија? Дали се, да речам, барем 80% информирани за што станува збор? Не се 80, туку 100. 100%. 100% од учениците знаат за бојкотот, знаат зошто бојкотот се одржува, го поддржуваат, учествуваат во бојкотот и на секој можен начин се трудат да не бидат пасивни бојкотирачи. Иако учениците не одат на настава, учениците се трудат на секој можен начин да апелираат до Министерството за образование и наука да ги согледа нивните барања. Сметам дека секој ученик во државава го засега ова прашање. Сите сме свесни за тоа, бидејќи учениците во овој момент, без оглед на возрастните, без оглед на телата кои што се над нив, действуваат заедно. Тоа е единствената, најголема и, да речам, во овој момент најоправдана сила на учениците. Видете, ние сме општество кое што цели да оди напред. За да одиме напред, ние мора да бидеме заедно, без оглед на сите поединости кои што го прават еден од друг човек различен. Ако учениците се заедно со своите професори, заедно со своите директори и директорите се заедно со учениците, Министерството, сите сме ние луѓе на крајот на краиштата и доколку ние сите сме заедно, доколку сплотено действуваме, доколку одиме со целта да ни биде општеството во кое што живееме подобро. Тоа е добро за сите, не само за матурантите, не само за оваа генерација, тоа е добро за секоја идна генерација и тоа е добро за нас кои што во овој момент сме во една незавидна ситуација. Како што кажав, живееме во услови на кризна состојба. Во светот е прогласена пандемија на глобално ниво. Имаме погодени средини, имаме болни ученици, имаме ризик. Видете, државната матура се кажува дека ќе ја полагаме, а ние не знаеме дали ќе биде со физичко присуство. Пандемијата во овој момент се зголемува, а јас треба да одам на училиште и да полагам државна матура со загрозување на своето здравје. Добро, може би сигурно ќе се обезбедат услови. Се надевам, исто така да... само сакам кратко да се навратам на неколку работи кои што ги кажа директорот, поврзано со ова сето што го изјави. Видете, законите се тие. Директорот точно ги прочита, ги цитираше или како и да е, ако некој го знае тоа, сигурно е тоа тој. И само морам да кажам дека покрај тие закони, уставно право на секој граѓанин на оваа држава е доколку сака да бојкотира. Демократско право на секој човек е правото на избор. Нема, видете, не постои основа некој нас да ни пише неоправдани или оправдани изостаноци. Заради тоа што јас моето неодење на училиште не е поради тоа што јас сум избегал од час
за да бидам негде на кафе или не сум пошол на часот и сум болен. Оправдан и неоправдан. Изостанок туку станува збор за бојкот, кој што се случува со барање на учениците. Учениците не бојкотираат само за да не бидат на настава. Учениците бојкотираат за да ги постигнат своите цели кои што се оправдани. Мислам дека секој ги оправдува учениците, како што каже и директорот, да најдеме споразум. Да се обидиме, да најдеме споразум. И тој рече да седниме на разговор, да ги исцрпиме сите демократски начела, да ги исцрпиме сите демократски средства. Видете, за да јас седнам на разговор со вас, вие мора мене да ме поканите, јас да прифатам или обратно. За да седниме ние на разговор со министерката, нас мора таа да не покани, или ние како што ја каниме неа, и да седнеме да дискутираме. Во овој момент немаме таква можност. Тоа е реалноста. И ако ние немаме можност да седнеме и да разговараме со некого, кои се нашите цели? Значи, да бидеме реални. Значи, ајде да завршиме тука, да заокружиме. Да. Пак има многу уште да се дискутира, но Така. како и да е, што ќе се случи утре? Одите ли на училиште? Според... Одите, во наводници, односно, следите ли Да. наставата онлайн? Сакаш да кажеш Како прво? сакаш? Добро. Јас само ќе завршам и завршувам. Учениците утре во цела држава го продолжуваат својот бојкот. Ви благодарам што не бевте гости во убав ден со Радио Пела и ја следиме и понатаму ситуацијата. За сите информации сте добре дојдени и сме отворени да дискутираме. Фала ви на вас. Благодарам за поканата. Е една реклама. Ние имаме ТВ Пела, портал www.radiopela.mk и интернет радио. Вашата една реклама на 4 медиуми. Еден канал е бесплатен. Ќе бидете слушнати и видени од илјадници луѓе во Македонија и ширум светот. Дојдете да се договориме 075 235 665. Се ваш нутриционист Викторија Илиоска. Нутри Ви клуб Прилеп.